Добра вечер во уште еден лизгачки старт со вашиот домаќин Сашо Тасевски. Се надевам дека вечерашнава емисија ќе отвори интересни одговори на интересни прашања, кои што најмногу ќе се однесуваат на темата на геополитика, она што се случува во Европската унија, она што се случува во светот и какви тоа евентуално реперкусии или последици би можело да предизвика кај нас, доколку тој турбулентен свет што е околу нас, тие турбулентни настани ескалираат. Се гледаме за брзо, значи во лизгачки старт на М телевизија. Вечерва имам чест да го представам мојот гостин Томислав Јовановски, политички аналитичар, со кого ќе зборувам на интересни теми како што најавив и се надевам дека ќе поминеме убави исполнети 60 минути. Добра вечер, Томислав. Како си? Благодарам прво на поканата. Добре, овие јунски денови, топли денови. Добро, сега е вечер, свежо е и така, има клима тука, работи така, башка. Убави услови имаме за едно убаво интервју на интересни теми од аспект на геополитиката. Сега беа и изборите за Европскиот парламент, кај нас завршија изборите. Оваа година, ако не се лажам, на 70% популација на планетава Земја се одржуваат избори. Значи во толку многу земји кои ги тангираат 70% од популацијата население се одржуваат избори. Да речеме беше Индија, конечно заврши на 1 јуни, кај нив се во 5 изборни модули на неколку месеци траат изборите. И во Што е нормално на милиарда и кусур. Милиарда и 300, да. не е многу људната земја на планетава. Вака би почнал со оно што се случуваше сега на изборите за европратеници во Европската унија и повеќето од нас кои што ги следат настаните во Европската унија, политичката ситуација која што врие со години тамо, и не зачуди што на овие избори се покажа дека националните или ајде да кажеме така патриотски партии, десни во многу земји успеа катастрофално да ги поразат партиите кои што беа на власт во тие земји. Да кажеме, еве, Бардела во Франција дупло го победи, ја победи партијата на Макрон со дупла разлика. Знаеме дека тој е практично ученик на Ле Пен, која што најверојатно по ова што го видовме резултатите за европратеници, најверојатно на следните парламентарни во Франција Лепеновци ќе дојдат на власт, тоест Бардела ќе биде новиот премиер и најверојатно Ле Пен ќе биде првата дама на Франција. Што мислиш, како дојде до овој пресврт, а од друга страна гледаме ЦДУ Германија се исто моќни, шведски демократи во Шведска, има многу држави кај што десните, освен Германија, десните движења се засилуваат, партии земаат се повеќе гласови. Што мислиш, на што се должи оваа промена во светогледот на европските граѓани кои што се дел од унијата? Прво се должи на големата разочараност на граѓаните на Европската унија од политиките на властите на ниво на Брисел, Страсбур, но и на национално ниво, во делот на миграциите, во делот на дури и санкциите против Русија, затоа што една Германија се засноваше на принципот на нивната индустрија се засноваше на принципот на ефтини енергенци од Русија, ефтина работна рака од земјите чии граѓани мигрираат, како речеме, од Западниот Балкан, а при тоа своите производи ги многократно поскапи ги излезува во Кина, во Азија, во Америка, Северна Америка и Соединените Американски држави и Канада. Добро, извини што те прекинувам, извини. Дали само таа разочараност од некоја
овие од промена на играта во светот на економијата со почетокот на војната во Украина, дали е само таа причината за незадоволството или има уште други причини? Миграциите дефинитивно влијаат, промените кои што назираат од аспект на она што се нарекува public policies, јавни политики во делот на климатските промени, кои што тангираат еден битен сегмент од европскиот пазар, тоа е земјоделието. И знаеме за неколку месечни протести во Франција, во Германија, во Брисел, значи во Белгија, во Холандија, каде што фармерите се исклучително незадоволни. Исклучително незадоволни од сето тоа што некои бюрократи наднационални, неизбрани, а поставени во Брисел и Страсбург, ги планираат со нивните животи. Што мислиш, што ќе се случи доколку вака во неколку големи европски земји, кои што се практично столбовите на таа унија, доколку победат, ај така да кажам, суверенистичките партии, националистички обоени десни партии, може ли тоа да придонесе до уште поголеми вриења на тоа тло, политички вриења пред се? Затоа што знаеме какви се строги политиките во однос на мигрантите, во однос на одредени слободи кои што беа дадени на одредени групи на луѓе, за одредени вредности во унијата кои што се косат со со вредностите на суверенитетот на една држава која што има национална матрица, како да кажеме Франција и Германија и така натаму. Во таа смисла сакам да го чуем твоето мислење. Дефинитивно се сложувам, но не сум убеден дека властодржците, овие до сега, а и овие по изборите, дека го слушаат гласот на народот. Имено, излезе председателката до сегашната председателка на комисијата на Европската унија, значи Урсула фон дер Лајен, со став дека 181 избран представник во парламентот од редовите на Европската ЕПП представува поддршка од гласачите и дека они планираат да продолжат како и до сега. Значи они не го слушнале гласот на Чекај, но сега имаме друга ситуација, значи сега практично јас барем знам некои со луѓе кои што живеат во Франција, значи тие, кога сум разговарал со нив уште пред 20 години, тие нема воопшто сомнеш дека Лепен еден ден ќе дојде на власт во Франција. Значи знаев тоа нивно незадоволство кое што тлееше многу одамна, значи тоа се 2 децении минимум како што тлее. Фактички тој народ, еве да кажеме, сега го изгласа Бардела, тој ќе биде веројатно и најмладиот премиер на тлото на Европа, не само на Европската унија, ако не и пошироко според возраста, така што доби огромен број на гласови. Особено е многу битно што ги доби гласовите на младите интелектуалци, на младите луѓе во Франција. И не верувам дека некој би се коцкал во таа идна Европска унија, каде што би победиле националистички влади, да кажеме, не верувам дека некој до толку би се коцкал со влогот што го собра фактички од самиот народ. Се сложувам дека гласовите што ги освои движењето на Лепен, односно, она е сега повлечено, но оценка се уште нејзиното влијание во фронтот е значително. Значи, гласовите се во проценти 31% од излезените на ниво на Франција. Додека на другата страна, ренесанса на Макрон, председателот Макрон, социјалистите заедно имаат околу 30%. Значи, заедно двете партии немаат доволно да ги надвладеат движењето на Лепен и Бардела. Но каде во која насока се движи Макрон? Макрон даде интервју каде вели ќе им предложам на партиите од левиот спектар, но тука он ги вклучува дори и комунистите,
вклучува и некои партии кои што не припаѓаат ни еден политички табор, кога би биле во делот на говорам во делот на Европскиот парламент. Значи он ги вклучува сите групации само со една цел: Лепен да не дојде на власт. Но се сложно дека долго време букти незадоволството на францускиот народ. Ова не е ситуација од сега, од вчера. И ако се и понатака трга на страна волјата на францускиот народ и не се дозволи ова големо незадоволство преточено во гласови за Народниот фронт, фронтот на Лепен да дојде на власт во Франција, само че разликите во Франција уште повеќе ќе се продлабочуваат и може да доведе до уште поголеми немири. Тоа не било во минатото, не би било прв пат. Има ли Европската унија шанси да обстане оној момент под предпоставка ако дојдат на власт во столбовите на таа унија, значи во најголемите држави што ја држат унијата, ако дојдат националистичките десни партии? Јас верувам дека а тоа често може да се чуе во излагањата на представници на тие суверенистички партии, дека они се залагаат за Европа, но реформирана, која што ќе го издржи забот на времето. Значи, ваква како што е Европска унија и Европа како континент мора да претрпи одредени промени. Не се одржливи овие решенија. Јас цврсто верувам дека плашењето на народните маси, на гласачите, со тоа ако дојдат екстремната десница или крајната десница или умерената десница што не припаѓаат на делот на ЕПП, дојдат на власт во одредени држави или имаат значително присуство сконцентрирано во одредена групација во Европскиот парламент, дека ќе биде крај на светот и бак, тоа се само работи кои што имаат политички контекст, ништо повеќе. Значи ништо драматично во делот на тоа дека Европската унија ќе се распадне, дека во континентот на Европскиот континент ќе завладеат некои мрачни времења, тоа само плашења за народот. Добро, не е за мрачни времења, туку може да ќе се сменат времењата. Ќе се сменат, ама на подобро. Ќе има ресет голем, предпоставувам, и не мора да значи дека тоа ќе биде полошо дури да не обстане унијата, да се разбереме. Европа постоела уште пред унијата, ќе постои после унијата. Но пред да почне ова да се случува сега во унијата, со почетокот на војната во Украина, кога се видоа сите слабости на таа Европска унија, кои што да рака на срце тие слабости ги гледавме и кога беше граѓанската војна во Југославија, кога едноставно не беа способни да ги спречат судирите на завојуваните страни, кога дозволија да се случи една Сребреница пред нивни нос. Исто така 2001 кога не успеа на време да ја спречат војната во Македонија, па секогаш влегуваат тогаш американците со својата тешка артилерија, со своите булдожери. Што сакам да ве прашам, далеку пред да се случи се во ова, се случи арапската пролет, да кажеме, кога почнаа сите тие, како последица на таа, сите тие мигрантски движења. Што мислиш, која беше причината за она што се случи, оној голем ресет, така да кажам, на афричкиот континент, кој што подоцна од него фактички излезе дека пак Европа беше на некој начин бајги оштетена од самата таа арапска пролет? Во делот на афричкиот континент, тука би го поделил на два сегменти мојот одговор. Првиот сегмент подразбира арапската пролет, а втори сегмент е она што до ден денешен во континент се случува со црниот африкански континент, каде што одлучија африканците да земат
да земат судбината со своите раце и да тие остатоци од колониализмот кои што присутни до ден денеска во политиките на Макрон, во политиките на други европски владетели, да ги отстранат, решат да ги отстранат тие колонијални. Но работата е што уништија многу стабилни држави, да кажеме како Либија. Така. Значи, дестабилизира Египет, го дестабилизира опасно во годините после арапската пролет. Во делот на арапската пролет, тука имаме комбинација од незадоволство, значи репресии во што народите на тие арапски земји го чувствува од нивните владеечки династии. Тоа е едниот момент, а другиот момент тука дефинитивно имаше и удел безбедносниот од запад, безбедносниот апарат, кој што имаше удел во она што се нарекува подбуцнување на пламенот на плеќите на тоа незадоволство на народот. Не само во Либија, тука беше и Тунис, и дури се обидува во Египет со муслиманско братство, па не им успеа тоа. Беше и Сирија, која и до ден денеска е поделена малтене некои области како Алепо е контролирана од бунтовниците до ден денеска. Тоа е Ирак на азискиот континент и Афганистан, Ирак, значи Афганистан, тотално Јемен, Судан. Од стабилни држави ги направија. Особено Либија, Либија важеше за стабилна држава. Само најбогатата на афричкиот континент. Една од најбогатите, ако не и најбогата, и дефинитивно на плеќите на тоа незадоволство на народите во арапските земји, кој што дефинитивно тука не можеше да се говори за демократија ни оддалеку од она што го знаеме ние во Европа, и безбедносниот апарат од западот, одредени инсталации негови, го искористија тоа незадоволство на народите во арапските земји за да го подбуцнат пламенот, и еве го гледаме што се случува. Кажи ми, кому му одговара една нестабилна, дезориентирана Европа? Кому и зошто му одговара тоа? Вака, Европа како континент, значи не е само Европската унија, тука имаме и Европа е во поширок контекст. Европа како континент е во подредена улога во однос на Соединетите американски држави. Тоа значи дека тоа би го надврзал и излегувањето со Брекзит на Британија, на Велика Британија, и сметам дека англосаксонскиот свет не гледаше добронамерно на закнувањето на таа спрега осовина Берлин-Париз, идеите за европска војска, идеите за европското позиционирање со глас дори во Обединените нации, со забележителна политичка улога, како што спомена и ти, за сите проблеми во светот. На крај мора да се вклучи американската тешка дипломатија, булдожер дипломатија, и тоа има одредени структури кои во Европа тоа им пречи. И они заговараа, и се уште заговарат, значи европска војска, европскиот глас да се чуе и во Обединените нации со фотелја, значи место во Советот за безбедност, идеја која тешко дека ќе помине. Но еве видовме дека ова беше баш супер ситуација, војната во Украина, доколку имаше таква политичка волја во Унијата да направат и заедничка војска и да се размисла о таа тема, сепак гледаме дека од таа нема ништо. Напротив, однес што го видовме една тотална паника ги фати, тотална дезорганизираност, повторно не знае кај се, повторно американците мораат да влегуваат, да ги средуваат работите во Унијата. Се сложувам. Тоа не е само случај со војната во Украина. Ако се вратиме назад и во времето на распаѓањето на Социјалистичка федеративна република Југославија, со војната во Македонија 2001, ако гледаме во поново време и со ковид пандемијата, секоја држава се снаоѓаше на ниво на Европска унија сама. Значи, желбите, аспирациите на некои ученици кои што ученици во наводници кои што се залагаат за она што беше
Де Голова визија за Европа, која ќе има своја политичка тежина, очигледно англосаксонскиот свет не е спремен да ја даде равноправно место на Европа и поконкретно и на Европската унија како нејзин близок соработник. Тоа се види во Украина, но во Украина имаме ситуација каде што европската војна индустрија на големо и се отвори работа за потребите на европските оружјени сили. Имаме масовно користење на информација од безбедносниот сектор на безбедносните агенции широм Европската унија во функција на обезбедување just in time, real time информации. Добро, тоа е се во склоп на нивната соработка со НАТО. Соработка, но само во оној сегмент што им го дозволува Америка. Да, ама тоа е јасно дека тие се тоа што седнели, дека Америка фактички ја крена Европа од пепелот, поготово тој западен свет, со Маршаловиот план. И дека еден вид, ако може така слободно да се изразам, од тогаш па до денес Европската унија, да кажеме, седи во скутот на Америка. Знаеме дека не може тама да се направи никаква поголема работа без американците да бидат известени за тоа. Но ме интересира затоа што имам печаток дека некако од сите овие глобални случувања подалеку во светот на друг континент или во околина на Унијата, дека некако секогаш најмногу оштетена од тие излегува дека е токму Унијата. Дали се сложиш со оваа моја констатација? Да, дефинитивно твојата забелешка е на место. Европската унија останува подредена улога. Европската унија игра некаква улога, онаа улога е роља која ќе ја додели одредена политичка гарнитура во Вашингтон и таквата поставеност иде на штета само на Европската унија и Европскиот континент во целина или старата Европа. Но дека промените на светско ниво се нешто што неминовност, нешто што не може да се запре, говори и случувањата на Афричкиот континент. Еве имаме случувања во Буркина Фасо, Мали, Нигер, Чад, каде што одредени владеачки или воени елити кои што имаат власта во тие држави одлучија да стават крај на соработката со и присуството на американски или француски трупи, администрација кои што они го гледаат како еден вид ставање крај, конечен крај на она што е остаток од некој минат колониализм. Да се вратиме поблиску малце, што се случи во 2022 година во Украина? Како дојде до тоа? Сега Украина Зошто Европската унија, да кажеме, не го виде тоа или не веруваше, погрешно го прочитаа Путин, не веруваше во искреноста, во она што Путин го говореше барем 15 години наназад, дека да внимава, дека да не ја доведат Русија до зид, дека доколку ја доведат Русија ќе мора да одговори соодветно. Како се случи до таа војна во Украина? Како дојде? Толку ги изненади, видовме кога почна војната, колку беа шокирани во Европската унија и американците како да го очекуваат тоа на некој начин, но европјаните беа тотално во шок. Тие не можеа да сватат дека Украина е така нападната. Дали е 2022? Јас би се вратил наназад. Уште 2007 на Михенската конференција, председателот Путин, председателот на Руската федерација, Путин јасно им стави до знаење дека Руската федерација е отворена за соработка, но при тоа треба да се почитуваат и ставовите, заложбите што ги има Руската федерација. Интересите на рускиот народ. Да, затоа што сепак стана збор за можеби најмоćната воена армија на светот, технолошки јака, со нуклеарен потенцијал и
2007 мислам дека не ја сватија или не сакаа да чујат пораката што председателот Путин им ја испрати на Минхенската конференција. 2012 после оние превирања во Украина, 2014 Мајдан. 2014 доаѓа Мајдан, но тоа веќе траеше година и пол да резултира со Мајданската револуција, кога една легитимна власт, начело со Јануковиќ, беше свргната, беше тргната, а знаеме од комуникациите, предсредните комуникации на американските дипломати дека во таа револуција Мајдан 2014 и тоа како удел финансиски има и безбедносниот апарат на некои западни служби. Тоа се случува во време кога паралелно со тоа во тие години драстично се кршат правата загарантирани со устав, во украинскиот устав, на руската малцинска заедница, која живее во делот на Донбас, Донецк и Луганск, но и Харков, Одеса. Пример имаше случај во Домот на културата, беше запален Домот на културата и при тоа живи луѓе горе. И за какви демократски вредности збориме во Европа во 21 век, ако правата на една сериозна малцинска група која истокот од Украина говорат руски и се чувствуваат како руси, беа целосно. Добре, јасно, они им одземаа право да говорат, се школуваат на руски јазик, ги работат, забранија најголемите партии руски што беа на тоа тло, што победува и што има голем број на гласови. Но ме интересира што мислиш вака, ако може така да се направи еден генерален психолошки профил на политичарите, на елитата политичка во Унијата, зошто го прочитаа, така да кажем, погрешно Путин? Првено мислам дека Каде ја направија лошата проценка тука? Мисля дека он блефира. Аха. Или дека ќе се повлече како што неговиот претходник Борис Јелцин во многу ситуации 90-тите години, дали беше тоа СФРЈ, односно СРЈ од 92, каде што Руската федерација едноставно освен некои остри соопштенија, на крај се повинуваше на волјата на Западот. И они веруваа дека истото или во слична мера ќе се случи и со председателот Путин, односно дека може да продолжат со нивното експанзионистичко ширење не само во средна централна Европа, на источна Европа и понатака они не кријат дека имаат за цел подвојување на Руската федерација на едно 15-тина, најмалку 15-тина до 20 републики, пошто не знаеме дека Руската федерација сепак составена од повеќе ентитети, повеќе народи и народности кои што живеат нешто налик на Југославија, само во некое друго политичко уредување и веруваа дека по теркот на распаѓањето на Југославија, СФРЈ, може да истото да го направат и со Руската федерација, а се со цел да се дојде до клучното, а тоа е освојување на ресурсите, природните ресурси со кои Русија со кои располага во делот на Сибир, и тоа не е крајната цел. Имајќи распарчена Русија, конечно после многу походи на Наполеон, во Првата светска војна на Хабсбуршката империја, на Хитлер во Втората светска војна, назад во историјата ако се враќаме да речеме со Ливонските војни, тектонските витези на Шведска, дури да речеме Полско-Литванската конфедерација во еден период владее со Русија, но става своји намесници. Говорам за еден континуитет, се обидуваат да ја скршат таа една културолошка империја. Значи Русија не е само земја на ресурси, Русија е цивилизација и царство во различни облици кои што опстојала сите овие векови. Цепкајќи ја Русија, освојувајќи ги незините обилни ресурси, крајната цел е Кина.
Кина, знаеме сега дека има нели интензивна соработка со Русија. Кина која би ја немала поддршката на Русија и обратно, поддршката на Кина што има Русија во председателот Си Джинпинг, мислам дека многу е полесно Цезарово правило раздели па влади. Крајната цел е Кина да се освои тој далек исток, односно целиот тој потек Индокина, значи Тихиот океан па се доле до Индискиот. Кажи ми, затоа што пред ден-два беше жестоко бомбардиран Киев, ракетиран од страна на руските сили со балистички ракети. Кажи ми, се гледа ли крајот на војната во Украина? Знаеш, тоа е многу добро прашање. Мој личен став дека крајот не се гледа. Зошто? Прво затоа што Украина не може да си дозволи после толку изгубени војници, говори за пола милион цивили и воени лица загинати, ранети, онеспособени, трајни инвалиди. Не може да се дозволи да прогласи дека голем дел од територијата, во моментов не околу 23% од територијата е контролирана од руската армија. Не може да се дозволи таков луксус, а при тоа знаеме дека цела помош зависи од западниот свет. Знаеме и дека не може повеќе да ги врати тие територии како и Крим. А не може да ги врати затоа што секојдневно сме сведоци како се уништува западнячко оружје, значи западна технологија, модерна технологија од страна на руските оружјени сили. Украина не може да добие таа војна, а во исто време па ни Русија не може да каже се повлекуваме. Зашто Путин... Зашто би се повлекла Русија? Мислите би ја прекинала војната? Ќе го стави во некакво мирување, како да речеме, што се случи со Кореја. Русија, ако добро се сеќавам, неколку пати, дури на интервјуто што го направи Путин со овој американскиот новинар, му кажа јас што сте донесува до мене, утре можам да ги прекинам воените дејства. Но очигледно некој друг се испречува помеѓу Украина и Америка и Русија да биде постигнато некое примирие и да се вратат, тоест да војната да престане и да се гради некоја нова Украина, каква и да биде. Нормално руските територии сега што ги одзема ќе останат руски, тоест украинските територии. Сакам да кажам зошто некому би му одговарало да не постигнат договор Украина и Русија да завршат војната? А очигледно од друга страна се гледа дека Украина е немоćна, колку и да добива оружје, немоćна да направи било што. Сепак се соочува, видовме со една супер сила која што знае што прави. Јасно. Украина не само што е немоćна и не би можела ништо да постигне доколку не е ова оружје, сите таа западна технологија и логистика и поддршка што пристига, но и со таква поддршка они дневно губат, некој ден прочитав, меѓу 2 и 3.000 војници. Добро, тоа се лицитации кои што мислам дека се можеби се далеку за бројката од точни, 5,5 милион загинати цивили, воени лица и доброволци, како и вклучени во конфликтот кој што има трајен инвалидитет, тоа се бројки кои што не може да се тоа може би тоа се страшни губитоци за секоја држава, па макар и со Украина која имаше пред војната околу 40 на милиони жители. Но Украина има и други проблеми. Системски Украина низа години, последните 2 децении, Украина е една корумпирана држава. Држава која елитите има само за цел да го плячкаат огромно пространство на ресурси и богатство што го има Украина. Они не се во можност таква територија, голема територија, да ја контролираат и ова беше случувањето со уништувањето на правата со маргинализирањето на правата на руската малцинска заедница беше природен след
што доведе до овие 2 годишни страдања. И ја не мислам, за жал, не можам да видам на хоризонтот дека ќе прекинат овие случаи. Ти праша зошто некому одговара. Првено тука војното лоби, односно лобито за војната индустрија. Сите овие кредити што еден ден украинскиот народ треба да ги враќа. Ова не е безповратна помош. Само пред месец дена конечно во Американскиот конгрес се договорија Републиканската партија и Демократската партија за поддршка кон Украина во износ од 61 милијарди американски долари. Тоа не се неповратни средства. Тоа се кредити. Тоа некој треба да ги враќа. Или па плодната житница и многу други ресурси. Тоа мора некако да се тие пари да се тие кредити да се вратат. Дали ако немаат можност да се ги вратат, се знае. Плодната житница, различни енергетски големи објекти и други предности што ги имаше Украина пред војната, што не беа раскрчмени од нивните корумпирани елити, тоа ќе се приватизираат и ќе завршат во собственост на западните корпорации. Тоа е неминовност. А што мислите како тип? Во кој тип спаја Украина, како ова и украинско-руската војна? Прокси војна, дефинитивно прокси војна помеѓу два концепта. Концептот на неолиберализмот, на времето знаеше Франсис Фукујама да каже дека ова е крајот, значи ова е врвот. Неолибералниот концепт е постигнувањето и дека ништо не може да го замени. Наспроти тоа, или тој европските политичари знаат да кажат неолиберален концепт каде што важат принципите, нели, меѓународно право, мултилатерализам, но од другата страна имаме мултиполарност. Свет каде што го заговараат ШОС, Шангајската организација за соработка, БРИКС, Русија и Кина пред се, тука би додел и се повеќе се вклучуваат кој Иран, кој влезе во БРИКС плюс, Индија, кои што имаат малце поинаков став во однос на неолибералните владетели. Они сметаат дека сите, независно на големината, на ресурсите, на моќта, на технологијата што која располагаат, сите имаат право на став, сите имаат право на сувереност и само заедно по разговор, во диалог, може да се стигне до еден поправеден, практичен и по-модерен свет. Ке им објасните само на гледачите што значи тоа терминот прокси војна? Прокси војна е војна во која на сметка на две регионални комшиски сили кои што војуваат меѓу себе, во позадината стојат поголеми интереси. Значи интереси на поголемите сили. Спомнав неолибералните елити кои што владеат на и западот. суверенистичките. И суверенистичките кои што не е само Русија. Русија е само еден дел. Така е, да. Добра, и такви прокси војни имаме сега на Блискиот Исток, каде што повторно интересите случувањето во, за жал, жртвите што ги поднесе и народот на Израел со нападот на Хамас 7 октомври и нападот и сето што се случуваше со палестинците после 7 октомври. Се резултат на една прокси кампања, значи прокси војна, каде што на терен гледаме дека од една страна се IDF, оружените сили на Израел, од друга страна се Хамас, но над нив гледаме дека имаме поддршката што се уште официјален Вашингтон му ја дава на Израел, а на страната на Хамас стои Иран како регионална сила. Иран дефинитивно изгради во последниве 15 на години, 20, изгради мрежа на милиции, дали е тоа кои што ги поддржуваат, дали е тоа Исламски џихад, дали е тоа Хамас, Хезболах во Либан, кој што има власта во Либан, дали се тоа одредени милиции кои што се во
соработуваат заедно со председател Асад во Сирија, така да тие сите прокси милиции работат за една повисока цел, односно тоа е во случајов Иран, зашто Иран се чувствува загрозен од Израел и преку овие прокси милиции во регионот, тука се и хутите во Јемен, он се обидува префрлајќи топката на теренот на Израел да се обезбеди да купи време и да се обезбеди одредена полагодна ситуација. Добро, да, но прокси војните беа карактеристична појава за студената војна. Да, но значи, прокси војни во вистинска смисла на зборот, каде што одредени држави, значи кои што имаат одредени конфликти, тоа се нели комши, значи тука се некои држави кои што се имаат конфликти кои што траат некои траат и со векови. Во позадината за нив стојат повисоки интереси, регионални сили кои што преку нив ги спроведуваат своите политики. Што мислиш, знае ли некој денес во политичките елити било каде под вакви околности, во вакви услови, која е целта на Путин со оваа воена кампања? До каде е спремен Путин да оди? Тоа е тешко прашање. Како што споменав пред малку, Русија не може насад. Прво затоа што се работи за зачувување на правата на русите кои што живеат на истокот од Украина. Русија во моментов контролира 23% од територијата на Украина. Тоа е исклучително голема територија. Фронтот во моментов е проценет на должина од 1000 километри. Знаејќи дека плановите на Западот се на одредени елити на Западот се распрачување на Русија, он не е во состојба да дозволи Русија да доживее пораз. И он е спремен да ги брани и правата на русите, и правата на русите во Украина, и правата на рускиот народ да биде признат како една голема сила во геополитичките случувања во светски рамки. Сега, она што говорат одредени западни властодржци, полскиот министер за одбрана, полскиот министер за надворешни работи, естонската министерка за надворешни работи, која што е најсериозен кандидат за една од водечките функции во новиот состав на Европскиот парламент, дека Русија само што не нападнала земји членки на НАТО, мислам дека се само баук, плашење и подведување на своето гласачко тело во некој униформен став. Знае председателот на Руската федерација, добро знае што значи член 5 на НАТО. Значи напад на една држава на НАТО е напад на сите. Од друга страна, поддршката што или разбирањето што добар дел од незападниот свет, значи Југоисточна Азија, Африканскиот континент, имаат за улогата што ја има Руската федерација во оваа специјална операција, како што ја нарекуваат руските официјални лица, за причините зашто мораше да дојде до ова, не би имала таа поддршка ако било која земја членка на НАТО, каде што реално нема или има многу помалку руско малцинство, говорам за балтичките земји, биде нападната. Која би била капката што би ја прелила чашата и кризата која што е сега во Украина да се преточи во соседните земји или земјите на НАТО пактот? Види, во контекст на изминатава недела случувањата, каде што отворено западните официјални лица кажаа дека Украина може да таргетира со западно оружје одредени цели во Русија, кои што се од индустријски капацитети потребни за развој на руското оружје, одредени енергетски објекти и слично,
тука може ја гледам опасноста од прелевање или зголемување на борбените дејства на тлото на Украина. На Украина, со уште Русија ќе нападне со уште повеќе жестина, ќе го зголеми притисокот врз украинските оружјени сили, а се плашам дека тоа ќе значи и освен за воени инструктори и експерти од Запад, кои што и сега се присутни на страната како оператори во страната на украинските оружјени сили, затоа што они може да го оперираат со тоа западно оружје. Украинците не се доволно компетентни за оперирање со таква технологија. Се плашам дека може да се случи одредени контингенти на европски воени сили под плаштот на доброволци, не како армија на некоја. Добро, тога и сега го имате. Многу полски војници се на боиштето во Украина. Тие се во доменот на шпекулации. Се уште не е кажано дека тоа се говори само за одредени инструктори, се говори за одредени поединци, но цели воени Даде официјално пратени од државата, нормално нема тоа, ќе значи напад на НАТО врз Русија. Тоа ќе повлече Добро, но тие се тамо присутни, секако воено, инфраструктурно, формацијски, секако се присутни. Што е она што се случува во Газа? Последните информации се досега за овие неколку месеци, не знам колку се, 6-7 месеци, да веќе преку 37.000 загинати палестинци, у кои што огромен процент се деца до 14 години, жени. А светот некако замижа на едно око што се однесува до атакот на Израел врз Палестина. Значи не гледа пак ќе кажам, ставот на Европската Унија и на Америка е крајно селективен. Што е она што се случува тамо? И со арапскиот свет околу, зошто се одмолчува практично се одмолчува оваа агресија на Израел? Што е тоа што арапските земји ги прави толку тивки во однос на она што им се случува пред нос, ајде така да кажем? Се вратил малце назад на нешто што требаше да претходи на овие лоши случувања таму што и ти ги спомна изразено во бројки на жртви во Газа. Во месеците пред нападот на терористичкиот напад на Хамас на територијата на Израел, беше во план да се направи, конечно се склучи договорот помеѓу Саудитска Арабија и Израел. Знаеме дека според Абрахамскиот акорд договорите во времето на председателот Трамп, Израел ги подобри, односно потпиша договори со земји од арапскиот свет со кои што воспостави дипломатски односи. Тоа требаше да биде надополнето со еден историски договор со Саудитска Арабија. Мислам дека причините зошто дојде до оваа војна, ова е војна. Добро, тамо никогаш не ни се роди мирот. Не ни се роди мирот. Значи, тамо е 100 кусур години е таа криза на Блискиот Исток. Израелците, односно еврејскиот народ вели дека они се на своја земја, палестинците велат ние сме на своја земја и они не се научени очигледно да живеат заедно. Причините зошто дојде до ова, освен во она што го велиме континуирано насилство, кој што споменав траат повеќе од еден век, најмалку. Може се Чекај, ама добро сега, знаеме се тоа како почна со Балфуровата декларација, со победата врз османлиите,
во Првата светска војна. Доаѓањето, тоест британците дозволат да тука да почнат да се населуваат евреи од тлото на Европа и од се цел работи свет. на формирање на израелска Да, држава. се работи на формирање на израелска држава. Тогаш почнуваат првите погроми врз палестинскиот народ, иселување и така натаму. Значи уште британците се тука. Да, Па после нели доаѓа 24-та исто така 1924 нов погром врз палестинците, па доаѓа Втора светска војна, завршува Втора светска војна и формирањето на израелската држава со Бен Гурион, големата протерување потоа веднаш на палестинците од Накба, ако не се лажам, што значи дека окупацијата после на територијата години наназад разни мировни конференции се одржуваа, никогаш во последен, значи никогаш израелците реално не прифатија не тие прифатија, да кажеме као Јицак Рабин или договорот од Осло. Во Осло, но знаеме што му се случи на Јицак Рабин и што се случуваше после тоа, нели? Што значи дека таму очигледно како некој да после ова што се случи со последнава, нели, војна во Газа, како некој едноставно да сака да го збрише палестинскиот народ од таа територија. А тоа може да значи повторно уште поголеми политички тектонски пореметувања во тој дел. Па ме интересира, може ли оваа војна да ги стави во погон или да ги вмеша арапските сили во околината и пред се да го втурне Иран во некоја поголема авантура. Затоа што она што Иран, пошто спомнавте вие преку своите прокси сојузници, нели Хезболах и Хамас, затоа што имам впечаток дека она што го прави Иран изминативе месеци како да купува време. Да. Она што го правеше истото Путин во годините пред да се случи украинската војна, значи со многу работи он беше комуникативен во однос на западниот свет, беше спремен да преговара, но после она што се случи кога влезе во Украина, изгледа дека Путин купувал време. Јас мислам, што мислите, дали може би Иран не купува свое време со се ова, доека Иран дефинитивно купува време. Иран во последните неколку децении е во сериозна криза која резултира со незадоволство и во самиот Иран, но пред се заради економските потешкоти предизвикани од санкциите воведени и од официјален Вашингтон и од Европската унија и на ниво на резолуции во Советот за безбедност. Она што ти убаво го спомена, враќајќи се хронолошки наназад, 1994 Ицак Рабин, знаеме како заврши. Ја го споменав случајот со договорот кој што беше малтене на влезна врата помеѓу Израел и Саудитска Арабија, кој што ќе донесеше многу релаксирање во многу аспекти во тој регион. Да, но обратно палестинските представници, без разлика дали се во Рамала или во Газа, Хамас, кажаа дека еден таков договор апсолутно и автоматски доведува до релативизација на палестинското прашање и до фактички додавање карт бланш на израелците да ја одземат цела територија на Палестина. Да, тоа беше ставот на палестинците, да, дали Фатах или поумерениве или Хамас, но генерално беше тука ставот. Не дека беа многу далечни. Да, се става под тепих. Да. Што ќе биде со палестинската државност? Како примерот со договорот што требаше да биде потпишан или договорите со Абрахам Акорд што во времето на председателот Трамп што беа потпишани меѓу Израел и одредени арапски држави. Случајот со Ицак Рабин 94. Како да некоја невидлива рака или сила
сака да спречи мирна кохабитација и конечно разрешување на тој Гордиев јазол во тој регион на Блискиот Исток. Јас цврсто сум убеден, во личен став, цврсто сум убеден дека акцијата, терористичкиот напад, планирана логистички, економски, значи финансиски, оперативно, која резултира со терористички напад на 7 октомври од страна на Хамас на територија на Израел, каде што загина 1200 цивили, претежно млади луѓе, кои што не беа никаква закана за палестинскиот народ, е мотивирана од таа невидлива рака која има за цел да го бутне регионот во поголем конфликт, а од тој поголем конфликт да се изроди ситуација во која Иран ќе биде доведен до зид да мора да реагира преку своите прокси, до сега преку своите прокси милици, а во таква ситуација, во таков случај и преку прокси милици и прокси сојузници, но и директно. Ги поменав Хамас, Хезболах во Либан, кој што има власта во Либан, исламски джихад, кој што делува исто на територијата на Палестина, ирачкото крило на Хезболах, одредени прокси милици кои што делуваат сојузнички на страната на Асад, председателот Асад, во Сирија. И тука би ги додал и делувањата на Хезболах во Сирија, во војната во Сирија, која се уште трае. Се прелее или кризата од Газа во регионален конфликт, ќе го офати целиот Левант. Тоа е Ирак, тоа е Иран, тоа е Сирија, значи Медитеранот. Јас мислам дека ситуацијата што е во некој привиден мир во Сирија, каде што Асад контролира околу 90%, 85 до 90% од територијата, но Алепо, тој дел према ако не се лажам, провинцијата према Ирак. Потоа нафтените полиња, тие контролираат одредени побунички, некои фракции кои што се бунтовнички фракции. Потоа одредени нафтени полиња кои што каде што присутни се американските војници. Таму ситуацијата далеко е одрешена. Тоа во еден поширок контекст и Либија, каде што имаме една влада во Тибрук, друга во Триполи, да не зборам за конфликтите и помеѓу односно одредени ривалски групации на релација Триполи Ме интересира, извини, ме интересира дали е можно светот да влезе во еден глобален судир, имајќи ги сите овие работи во предвид. Ако се повикаме на некое историско сеќавање, работите одат во таа насока. Сега не би сакал ова интервју да го искористам во насока на плашење на народот. Не е тоа поентата. Ние во 21 век веројатно имаме доволно мудрост и знаење да не ги повторуваме грешките на некои наши претходници од минатите векови. Но сите овие прокси војни, дали е Украина во прашање, дали е Газа, дали се случувањата во Црвеното море и нападите на Јемен, на хотите од Јемен, кои што истовремено пак имаат некое благо примирие, долги години беа во војна со Саудиска Арабија, коалицијата предводена на Саудиска Арабија. Случувањата на Кавказот, случувањата во Авганистан. Сето тоа говори дека некоја невидлива рака отвара пожари на повеќе места, навидно неповрзани, но и како добро шаковски прецизно влечени потези, кои што имаат за цел да се запали регион по регион до нова светска војна, која би била еден вид
ресет и дел од агендата на некои кои што заговараат за таа златна милиарда и продолжување на нивниот план за светска влада. Добра. Томислав, ти благодарам. Имавме 1 сат разговор. Се надевам дека уживавте во разговорот, драги гледачи, и сега почнуваат летните одмори, европско првенство во фудбал. Секако ќе имате причини, и летните одмори почнуваат. Се повеќе ќе бидете, се надевам, преокупирани со овие работи. Па јас тука би одјавил емисијата Лизгачки старт, а вие ќе го кажете вашето мислење откако ќе ја гледате. Ви благодарам многу и се гледаме во некоја друга прилика.